или резонанса? Резонанса. Зашто само резонанса? Резонанса? Имаме паралелно осцилаторно коло. Каде што се паралелно карено при кондензаторот, протворникот е активен во серија со каремот, значи ова е паралелно. Осцилаторно коло. И во паралелно осцилаторно коло резонансата се нарекува струјна резонанса. И во паралелно осцилаторно коло и во редно осцилаторно коло резонантната фреквенција се пресметува по тука израз. Овој израз гледаме дека Таму пише резонанс. струјна резонанса. Горе. Резонанса. Резонанс. Ја тоа го пише. Резонанс. Лале, не коректно. Добро. Значи, резонантната фреквенција зависи само од производот на индуктивноста и капацитивноста. Што тоа значи? Дека, например, можам да земам многу голема вредност на индуктивноста, мала вредност на капацитивноста и пак фреквенцијата ќе биде иста. Како да земам голема вредност на капацитивноста, а мала вредност на индуктивноста? Значи, тука може да се направат осцилации во вредностите на индуктивноста и капацитивноста, а при тоа фреквенцијата да биде иста. И од тука имаме и сега и различни последици. Ако индуктивноста голема, капацитивноста мала, знаеме дека индуктивноста ја зголемува струјата, протокот на струјата низ колото и низ колото тука ќе течат појаки струи. Веќе ни остаја. Не е појак. Веќе ни струи. Ако ставиме поголема капацитивност, пак ќе биде иста фреквенцијата, ама ќе имаме поголеми напонски скокови при преминот од една положба од друга, од една ситуација од друга. Поради многу можните комбинации се дефинира уштевна величина за реалните осцилаторни кола, што се нарекува фактор на доброто. Ево тука направи. Тишина. Значи се означува со буквата Q, очигледно е тоа од англиско влијание, фактор на доброто. Пишува фактор на доброто. Факторот на доброта дава информација колку е колото добро. Во која смисла добро? Добро во смисла на потрошувачка на енергија. Значи, самиот број е обичен број, не е величина, меѓутоа ни дава информација колку е корисно колото, односно колото колку прави потрошувачка на Значи, U е однос помеѓу внесена енергија во колото внесена енергија врз
изгубена енергија. Каква е таа изгубена енергија? Таа изгубена енергија е енергија на топлина, која што во омската отворност на каленот се претвора електричната енергија во топлинска. Исто и кондензаторот тие по многу малку влијание и кондензаторите знаат да се загреваат и дел од енергијата да се троши и нами. И тоа е изгубена енергија. Вредноста на факторот на доброта може да се преследа во задачите што ги решаваме на три начини. Првиот начин е преку отворностите. Значи, вредноста е капацитивната отворност врз омската отворност или индуктивната отворност врз омската отворност. Прекини. Односно, тоа е омега L врз R или пак 1 врз омега C врз R. Прекини да тропаш. Сврти се нанапред и биди мирен. Вториот начин. Преку напоните што постојат во повод. Кои се тие напони? Не може. Имаме суха напонов фуел. Прекини! Имаме УР. Имаме УЦ. Това са радиоска. Значи, факторот на доброта е УЦ врз УР или УЛ врз УР. Значи, напорот на реактивна компонента поделено со напор на активна компонента. И третиот начин, кога овој израз го помножиме и го поделиме со израз. Тогаш имаме УЛ по И и УР по И, односно тоа се изразите за снага, односно PL врз снагата на отворникот или снагата на кондензаторот врз снагата на отворникот. Значи имаме три начини на пресметување на факторот на доброта и тоа го правиме во задачите во иднина што ги решаваме. Ќе ти избркам надор прекини. Немој да прашуваш зошто, све ти е јасно. Колку треба да изнесува факторот на доброто за да се знае какво е квалитетно колото или не. Значи, доколку факторот на доброта е помалку од 20. Значи, 20 е однос измеѓу внесене и изгубена. Значи, тоа е лош квалитет. Доколку вредноста на Q е помала од 100, поголема од 20, прекини, значи, колото од стратегното поле е со среден квалитет. И доколку вишува и тишина, доколку Q е поголемо од 100, тоа е добар квалитет.
Може порано тут. Ова? Може Порано 5 секунди. До. порано. И задруга за некој секунди и не е пегувај. Амел!